Андреа. Гестот на фрлање на македонското знаме на македонската евровизиска представничка во Торино значи дека нашиот систем на усвојување на вредности е на многу ниско ниво, а тоа значи дека целиот образовен систем во Македонија сериозно потврли, односно младите не ги едуцираме доволно како да ги почитуваат символите. Ова за Алфа го изјави социологот Или Јацевски, кој алармира дека овој настан треба да ги замисли сите и дека сериозно мора институциите да поработат на моралот на сите нас. Мислам дека овој гест говори за тоа дека нашиот систем всушност на демонстрација на усвојување на вредности, она што е, како би рекол, национално, она што не одржува, он е највисоки, би рекол, во тој поглед, особено кога станува збор за символи, тука мислам дека и целиот образовен систем доста потврдил. И тоа е овој гестот е всушност, дури така, дури би рекол една симпатичност во тоа фрлање на знамето, дури тоа малку ме некако ме замисли дури во таа смисла како човек, не? Иако треба да се ова да биде една, како би рекол, на поука, еден нешто кое ето ќе мобилизира дел од тие институции дека не може повеќе понатаму, не. За разлика од други држави каде државните символи се почитуваат, кај нас државата има посветено многу малку внимание токму на ова прашање, додава Вацевски. И токму затоа младината го има изгубено чувството за почит кон државноста. Ние многу малку, да речам, барем во овие сфери, во хуманистички, општествени науки, посветувавме некое внимание во тоа, дури ако погледнете една предмети кои што се занимаваат со тоа скоро и да не постојат. Внимавајте, мислам, не? Два. Дури нешто заеднички, некој предмет кој што би значил некоја синтеза обединувачка за универзитетот во овој поглед не постоја. Експертите подсетуваат дека во согласно со членот 8 од Законот за употреба на грбот, знамето и химната на државата, тие не смее намерно да се кинат, лепат, газат или на друг начин да се сквернават, не смее да се изложуваат на презир или смејување. На ваквиот лош чин реагираше и професорот по кривично право Гордан Калајџиев. Девојката очигледно се збуни и немаше намера да го омаловажи знамето. Тоа е сувенир знаменце и не е баш знаме и повеќето го фрлаат по настанот. Добра можност да се прашаме од кого младите учат и како се сака татковината. Сите се јаки патриоти на прсти, а инаку многу на број, малку на број, напиша Калајџиев. Инаку евровизиската представничка беше преплавена со лавина негативни, вулгарни критики откако го фрли македонското знаме за време на фотосесијата во Торино. Дел од експертската јавност потенцира дека тоа е направено ненамерно, но сепак со чинот се понижи Македонија.